Почитувани гледачи, добар ден, добре дојдовте во емисијата за земјоделците. Она што го имаме како цел, секако емисијата ја посветуваме на нашите вредни земјоделци, така ја започнуваме со она што значи овоштарството. Гледаме како стручно овоштарот, но не е само овоштар, туку и градинар, работи во овој дел. Се наоѓаме во Градско. Земјоделецот е од Виничани, овдека овој насад е стар 16 години. За жал, измрзнување и штети има, но мора и понатаму овошниот насад да се одржува. Кај јаболкото има некакво спас во однос на тоа што ќе се задржи плодот, но кај кајсијата, кај крушата и кај останатите плодови овде во низинскиот дел покрај Вардар, речиси се е уништено. Се прават елаборати, најверојатно земјоделците ќе добијат и обештетување. Оваа тема е се уште актуелна, не само овде во Градско, туку и во останатите региони, знаеме во Преспа, да не ги набројуваме повторно сите, секаде речиси сме биле, за да го регистрираме она што се повеќе представува опасност за земјоделците, а тоа се последиците од климатските промени. Во денешнава емисија посветуваме внимание исто така и на градинарството. Градско е познат регион каде што се произведува пиперката, но и други култури. Вовет во емисијата, но подготвивме и други теми од другите области. Останете со нас. Друга работа не би можел да работам, ни би сакал да работам. Така ми е влезено тоа. Друго и не знам. Знам и друго да работам, меѓутоа ова ми е... Ја кога сум во овоштарник уживам, едноставно уживам. Ми се чудат, викат, комшијата знае, која кројам, ја уживам, може по цел ден да кројам. Така нешто ме одмара тоа. Рано наутро и преку целда, задоволство е да се биде во овоштарникот. Едноставно мир и убавина, иако и грижите се постојано присутни. Но Бајро од Виничани не се откажува. Добар ден, јас сум Бајро Ашкериц од село Виничани, земјоделец. У 6-та деценија на животот. Произведувам круша, јаболка, кајсија. Ако измрзне крушата, садам и бостан, зелка, касна, капија, се зависи од времето. Оваа година крушеви измрзнаа, па 90, да нечем 100% или 90% тук-так понекогаш јаден има, што не памтам, 16 години се овие круши, не памтам накаде било. Мрзнеле али 50%, 40% ќе измрзне, 20%, тоа ништо не е страшно. Оти Санта Марија раѓа многу. Тај да измрзне, пола да измрзне, пола да остане, останува доста. Имав абате фетел, таа ја ископачив. Беше стара, више таа нема толку трајност. Имам Вилјамовка, Х3, Јунска убавица, таа што е погоре, таа е моментално за овде најпогодна сота за... Зборувам за горе, за повисоко. Раѓа секоја година, рано се бере, убава цена, испод 60 денара не. Сум давал круша и 100 денара, и 120. Зборам на кванташки, на голема, не на мало. Кајсијата исто лани испод 60 денара не падна. И лопко беше 60. Овие последните години се што се произведува се е скапо и ќе биде се поскапо. Затоа што младиве бегаат, нечат земјоделие, тешко е, стварно мачно е тешко. И например, така ќе те погоди некоја непогода, ако немаш некоја сигурност оставена настрана, иначе ова треба да се работи. Иако се уништи голем дел од родот, мора и натаму да се одржува овоштарникот. Тоа сега се прскани 6 пати. Треба сигурно уште 4 пати. И оти немаат род, а да имаа род, уште 6 пати плюс. Сега моментално дојдов да проверам дали се за третирање за оти имаше дождови, не можев да влезам да ги искосам. Гледам моментално добри се, нема напад на псила, крушата е баш специфична за псила. Нема голем напад и сечеме по некоја гранка, ќе ја прскам травата, некоја гранка што смета, за да не ја напрскам со доминатор, да не тие гранки што висат доле ги сечиме. Е така. Па без вакви ножици више не би влегол да кројам, не знам што, ова е за мене чудо. Раката не те боли, каква сака да е гранка, ја сече, нема проблем.
пријавивме во општина Градско, дали се дојдени не знам. Дали треба да не викаат и нас, дали не треба да викаат нас. Пријавивме и ќе видиме. Имаме друг насату горе повисоко е во село Виничани, тој остана горе повисоко. Ќе сиете. Измрзнали остана, значи не тие не ги ни пријавив. А овие овде ги пријавив, па ќе видиме. Паѓаат, беше многу ладно, они растат сега и више пред берба паѓаат, али ќе остане. Не само да се жалиме, да кукаме. Кај што е повисоко останаа доста. Оно и кај што има она таква и кај сијата, па и јаболката и крушата кај што има превише паѓаат. Китка ќе дојат 5-6 кајси, една од друга, другите растат таму натре, не може да расте и мора да падне. Јаболката се оваа година добри. Среќа не ги окроив на време, ги закасна. И иначе да ги окроив на време како што треба, и тие ќе беа на нула, ама сега оставав доста гранки родни, добри се, видите нив, добри се, за сега се добри, Господи ги чува само од невреме. Се спремаме сега за бостан, ладно беше, вчера стававме најлан црн, од утре ќе почнеме да садиме бостан, зелка ќе садам касна, да се преживее едноставно. Површина вкупно обработувам негде околу 30 хектари. Фамилијарно се децава, аргати, само и аргати више нема, и тие се више скапи, 5 евра му е саат више. И нема. Субвенции добиваме редовно и зелена нафта добиваме. И таа мерка млади земјоделци многу се злоупотребува. Што имаше деца баш што живеат од тоа, аплицирале за млад земјоделец, не добија сосем други што немаат врска со земјоделие. Веруј. Сегде е така, верувам, не знам како е, што е, како е, не од сега, стално било така. Земја има, кој сега да работи земја има, 3 трактори имам земјано, еден преку ИПЕР, 2 преку рурална, пола, добиваат и 75%. Значи, ние стално кукаме и се жалиме. Виничани не е, меѓутоа има тука села што се истиот атар го работиме, тие се 75%, ние 50%. И за пестицидите има реакција. Не е тоа што беше порано, а и нивните цени се разликуваат, кај нас е најскапо, велат производителите. Сега ќе критикувам овие што продаваат препарати. Убедливо сме најскапи у регионот со заштитни средства. Убедливо, значи. Тоа го знам. И у Србија се поевтини, у Албанија, у Косово, у Грција се поевтини многу препарати. Што е работа со нас, не знам. Значи, дали голем профит имаат, стават голема маржа, што е важно, многу сме поскапи со препарати. Многу. Не може пола кило да биде овде негде околу 50 евра, 2800, а у Косово да биде 31 евро. Истото пакување, у Србија исто поевтино е. Многу препарати што се препорачени од Европска унија што ги користиме и тие ги забранија. Конкретно ќе кажам за крушата, имаме голем проблем со псила. Псилата тоа е крушкова волва што ретко кој препарат ја ништи. До лани имаше добар препарат, Делегейт се викаше. Оваа година го нема. Тој кога го донесува бил еколошки, бил здрав, па го укинаа. Дали намерно ни прават вака, знаеш, А таа општа перцепција дека се е поскапо од земјоделските производи се рефлектира и кај цените на јагодата. Дали е од увоз или домашна, јагодата ја има доволно, но се уште има висока цена, од 230 до 250 денари за килограм. Можеби е само најава на она што не очекува, бидејќи голем дел од нашето овошје не успеа. Година на година се што се произведува ќе биде скапо и уште поскапо ќе биде. Без разлика што е, дали е пипер, дали е компир, дали е патличен, дали е краставица, дали е овошје, ќе биде поскапо. Сигурно ќе биде поскапо. Па заради трошоците, заради што немаш домашно производство, увоз. Трговците сега партал прават. Они го збираат кајмекот. Ние можеме да работиме, ако ни климне годината да имаме добра цена, задоволни сме, ама. Ни фали некој откуп редовен, да имаме некоја голема хладњача или нешто што не оди, да не го носам да го давам пошто, зашто туку да го државата да има, да го сочува и она ако треба да го пласира, нека земе и она дел, да не го даваме пошто, зашто? Да, затоа што имало години ја круша сум давал и по 20 денара, и 15. Овие задните години добро е, нема. Не се жали. Во
државата се инкасираа 35 милиони евра од извозот на зелка и имаме раст за разлика од претходната година во овој прв квартал. Зголемување на извозот воопшто од земјоделството и прехранбените производи, но она од што стравуваат самите градинари конкретно е се пониските цени кои што се нудат. За жал, некој друг заработува, напоменуваат повторно да се размислува добро на она што значи откупна цена и финална цена која што ние потрошувачите ја плаќаме. За жал, добатот се уште е 120 денари, пиперот исто многу скапо го плаќаме, а овдека од нива е 50 денари. Оваа цена велате е добра, треба да се задржи за да секако и тие самите имаат приход, а трошоците постојано се зголемуваат. Овој прилог го снимивме во Грацо, гледаме колку е квалитетен овој пипер, долга бела и пред се самиот производител внимава и на каренцата, односно третира, мора да се заштитат растенијата, но она што се продава секако не е прскано. Тоа треба да го знаат и нашите потрошувачи и уште нешто да знаат дека она што го има на пазарот се повеќе од увоз, не може да се препознае албанскиот домат, например, од нашиот домашен, но со сигурност дека розевиот кој што го има и кој што е помек, тоа е сепак домашен. А верувам дека сте го пробале, сладок е, квалитетен и добар за здравјето. Значи безбедно може да се консумира овие производи. Еден до друг соседи. Покрај овоштарникот на Бајро, пластениците на Гоце ја збогатуваат глетката. И што е најважно, земјата се обработува, но неизвестноста продолжува. Која ќе биде откупната цена? Трошоците многу добро ги знаат производителите, кои реколтата ја започнуваат во декември, јануари, а работа има преку целата година. Пиперка произведуваме, околу 30 фолии правиме. Моментално имам 20 рани, уште 12 имам покасен сега саден. И така, земјоделец сум, со тоа се бавим. Имам овоштарство нешто, со 1 хектар праски и кајција прилично тука негде. По кајцијата имам прилично негде околу 70% измрзнување. Така да, без ништо не се има не останато. Поднесовме барање до општината, у секој момент чекаме да испаднем терен за проценка. Па јас сум беше 11 години регистриран земјоделец. Неам аплицирано, трактор си купив сам, у готовина. Моментално таа година која сакав да го земам, не даваа за помали трактори да се аплицира. Не ми се чекаше, си го купив во готово. Сами со жената си работиме. Што повеќе проширувам, проблем е со скапи аргати и така да не рачунам да зголемам нешто. Субвенциите проблемот у овоштарството. Ги дават дури април. Нас ни требат уште у февруар, март, за ѓубрење, за кроење. Минимално плаќаме околу 2200 денара осигурање. Тоа е се. Синот не сака земјоделие, така да вие денови рачуна да замине за странство и ја и жената што ќе изработиме тоа. Вода имаме со бушотина, цевка, нема проблем за вода тука. Пиперот е си од бела долга. Значи сега ова е прва реколта, втората ја садиме 20 јуни таму и третата више кога завршува вија го корниме вој пипер, одма трета реколта му се садиме. Па негде вадиме околу 30 тона. Цената да биде колку што треба. Проблеми имаме и со слаби препарати, прскаме, ефекат нема, се појавува вошка. На недела дена ги прскаме и не може да уништиме никако. Трошокот си оде, а препаратите секое прскање се поскапи и поскапи. Ние го береме на 12 дена. После бербата обавезно мора да го заштитиме. Увоз на градинарски производи има и сега. Некогаш пред многу децении имаше заштитна мерка. Во определен период
За да се заштити домашното производство, имаше забрана за увоз на конкретни градинарски производи, најмногу краставици и домати. Но сега се е глобално и либерално, па така увозните цени се формираат како кому му одговара, обвинуваат земјоделците. Страдаат и производителите и потрошувачите. Сородот е добро, малку е проблем со цената. Првата берба 60 денара, еве сега втората 50. Се кажуваат трговци дека има увоз многу на албански пипер, така да ни урива цената. Во е ран пипер ушо декември месец, дома сеено. Тука сум испаднат негде на 10 март со дупли најлони. Се боревме со мразот, со ладното. Успеавме нешто да го спасиме. Моментално, ако е 50 денара да застане, имаме надеж. Ако понатаму паѓа, не знам што ќе биде. Како треба да се окарактеризира тоа што заработката по еден шлепер увозни производи се движи и до 6000 евра, се прашуваат земјоделците, и како од откупната цена од 50 денари за килограм за нив се стигнува до продажна цена до 120 денари за потрошувачот. Никој ништо не контролира, а и законот за забрана на нефер трговски практики во синџирот на снабдувањето со земјоделски и прехранбени производи постои, но само во службен весник, велат оние кои што ја произведуваат храната, а добиваат најмалку од продажбата. Реколтите доаѓаат и минуваат, а резултати нема. Се уште цените на зеленчукот на пазарите се високи, некогаш и за 100% се жалат и потрошувачите. За жал, во македонскиот аграр има голема расцепканост на земјоделското земјиште. Земјоделците се обидуваат секоја педа земја да ја работат, како што велат, таа не е крадец, секогаш дава. Се обидуваат да произведат она што е неопходно, но се претпоставува, а и се докажува секоја година дека земјоделството е лотарија, дали да посеат друга култура, дали да посадат разни зеленчуци, таа неизвестност постојано постои. Но интерес за државното земјоделско земјиште постои во одделни региони. Знаеме дека имаше огласи, земјоделците веќе потпишуваат договори за концесија, а министерот Цветан Трипуновски беше во Прилепскиот крај, каде што директно ги подели договорите за концесија за државното земјоделско земјиште. За што станува збор, ќе погледнете од прилогот на нашиот дописник од Прилеп Елизабета Митреска. Ајкан Алиовски и Ердован Исламовски, долгогодишни земјоделски производители од прилепското село Канатларци, ги склучија договорите за земање под концесија на 30 години на државно земјоделско земјиште. Велат, исплатливо е земјоделското производство, а најмногу тутунот. Колку велате земја? 3 хектари. Зашто? Тутун, пипер, бостан и така. Моментално колку земјиште обработувате? 20 хектари. Вие малку и сакате повеќе, така? Може уште. Не, може. Дали е исплатливо сега еве да земате Сега да. земја? Добивме договори за земја за 30 години. Работиме негде околу 150 хектари. Денес подпишавме 8 хектари на 3 различни фирми. За тутун, пченица, сончоглед, значи за повеќе култури, различни култури. Колку земјоделството и кое земјоделство сега е исплатливо, која е култура? Па сега најисплатливо е тутунот, како земјоделска култура, па и другите се исплатливи, ама не се колку тутунот. По јавниот повик од јануари годинава со земјоделците од Прилепско се склучени 192 договори за ставање во функција на близу 500 хектари државно земјоделско земјиште. Во последните 5 јавни повици лани и годинава издадени се околу 6000 хектари на македонските земјоделци и се склучени 2100 договори. Министерството за земјоделство смета дека интересот е голем. Во функција ќе биде и земјиштето по контролите за злоупотреби кое е одземено со претходни договори. Ова ќе го зголеми земјоделското производство.
Ставањето во функција на сето слободно земјоделско земјиште е во насока да го зголемиме продукцијата на производството, земјоделското производство. Нормално дека овие 6000 хектари кои што се ставени во функција, кои што претходно не биле обработувани, ќе допринесат во вкупното земјоделско производство. Но и тоа ние тука не застануваме, продолжуваме наредниот период и да имаме и посериозни огласи кои што ќе ги објави Министерството со веќе припремени слободни земјоделски површини за потсетување. Знаете дека изминативе месеци спроведовме контроли кај големи корисници кои што најдовме злоупотреби, раскинати се договорите, земјиштето е ослободено, се работеше изминативе месеци на ослободување од корисничкото право и веќе наредниот период ќе можеме да го ставиме и тоа во функција каде што сите земјоделци ќе имаат можност да аплицираат. Потенцирам уште еднашка, предност ќе дадеме во одреден дел и на сточарското производство, односно сточарите да имаат предност. Едногодишните култури има најголем интерес кај земјоделците. Тука се видите зависно од регионот, бидејќи овие јавни повици беа на ниво на цела држава, и во делот на градинарското во Струмичкиот регион, и во делот на едногодишните култури, во делот на полјоделските култури, практично во секоја една гранка има интерес за ставање во функција на ова земјиште. Дополнително сакам да потенцирам дека на последниот јавен повик имаше и посебен повик за легализација на веќе постоечки подигнати долгогодишни насади. Тука пристигна преку 300 апликации, одобрени се 160 и се работи за некаде 400 хектари кои што исто така е легализирано. Ова излегуваме во пресет на сите оние земјоделци кои што го немаат регулирано правниот основ за да може да бидат нормални војни корисници на сите мерки кои што ги дава Министерството. Што се однесува до производството на пченицата на прагот на жетвата, според Трипуновски, родот е добар, но се уште не е одредена цената на лебното зрно. Согласно податоците кои што ги има Министерството за земјоделство, имаме околу 70.000 хектари засејани со пченица, зборам само со пченица. Годината за сега е добра, науката говори дека имаме добри површини со очекуван солиден принос на лебно жито. Во делот на производна цена, дефинирање количини и така натака, стоковите резерви, полнењето, ние како Министерство интензивно работиме и во соодветниот период ќе излеземе со конкретна информација. Во постојана комуникација сме и со науката, со земјоделските здруженија, со Федерацијата, сето она што го креираме како мерка да биде општо прифатено од сите чинители. Кога се очекува цената на пченицата? Многу скоро од сега. Според Министерството за земјоделство, во распределбата на државното земјоделско земјиште предност имаат младите земјоделски производители. Колку може да биде едноставна работата во овчарството, ќе видите од следниот пример, но исто така е инспирација за тоа дека од овчарството сепак може да се живее и животот во Швајцарија или од градовите да се пренесе во ова место кое се вика Новачани. Семејството Црвенови низ многу премрежја, но сепак задржувајќи ја традицијата од своите предци, продолжува со производството на овчо млеко, јагне, но овој пат од друга раса. Асав, гледаме колку се кротки, овие се јагниња кои што се добиени од купените 50 јагниња во почетокот, а за сета сторија, сепак за она како се пробиваат и што треба да се направи во ваква фарма, ќе слушнете од самото семејство од Велчен, но да напоменам и тоа дека овие раси се чуваат, ова асав се чува во затворен простор, еве ги гледаме колку се питоми и дека можеби овој начин на производство треба многу повеќе да се прошири, но има и потенцијал не само за производство, односно продажба на овчото млеко, туку да се направат тие традиционални производи, разни видови сирења, да се зголеми и продуктивноста, да се добијат и до 40 литри од една овца, но уште еден потенцијал во сето ова, а тоа е така наречениот селски рурален туризам, овде во непосредна близина е езерото Младост, и сето тоа да создаде еден друг амбиент во
селата, да може да се живее, да се бега од градовите, а ви гледаме вакви позитивни примери има се повеќе низ нашата прекрасна Македонија. Во непосредна близина на Велешкото езеро, а сепак заскриено со венец од питоми ридови и недопрена убавина, се создава една поинаква приказна за овчарството, кој обстојувало со децении, а сега нуди нешто ново. Фармава постои од 60 и некоја година, 64-та поточно. Првично дедо ми кога чувале на местото во ке топилница фабрика во што е, кога се градела фабриката, ги иселили, им го доделили тука во место. Они се занимаваат се сточари од цел живот. Они се позната фамилија. Кога се земавме ние со сопругата од 2000-та година па навака, идевме повремено, сме му помагале на дедо ми, меѓутоа сме си работеле и друго. Не. Почнавме да работиме тука, ама некако не фати еса, не се поклопија коцките. Короната фати. За жал дедово почина, па сејки ги своите овци револтиран од овчарите, пошто еден ки си отиде денеска, имам работа, ќе одам ракија, ќе варам, другиот до лекар да ми ги немало со денови. Ја заминав за Швајцарија, имавме околу 300 комада, таа раса на праменки, некако и јас не бев не сум растен јас со овци, искрено. Мене желбата ми дојде од после. Губиток имавме тогаш, значи од 160-70 кила млеко на ден паднавме на 40 кила. Ја не знаев да им вода месап, чекаа на први само платата да дојде и толку беше, немаше, за нас ништо не остануваше. Ги продававме со сопругата и заминав за Швајцарија. Првата слика за Швајцарија се непрегледливите зелени уредени пасишта, а на нив крави. Во најчистиот предел со услови како во град, нивните села и фарми го инспирирале Велче дел од тие искуства да ги пренесе дома. Колку се ценети земјоделците и сточарите таму. Јас бев лично шофер таму, не се занимавав таму со сточарство, меѓутоа како одев по редиштата само гледав фарми. Секоја втора куќа, верувате ли, ние си имаше вака заградено простор, многу крави се чуваат, овци нема толку, ама немаше куќа што не чуваат нешто стока. Во градчето кај што живеев, се будаме на Сабајлина, конвој од сите фармери преправени во сточарскиот дела, со трактори дотерани, жени, мажи во такви нивни носи, маршираат низ градот, си имале некој празник, нешто многу свечено, многу посветуваат внимание на тие луѓе. Посебно се ценети. Секоја фармерска куќа во дворот, гаражи че имаат отворено, со млекомати, можеш слободно да отидеш да си наточиш сам млеко. Јајца оставени, си продават, си оставаш сам пари, си купуваш. Луѓето си се по цел ден на фармите. Државата, мислам дека многу стои зад нив и ги поддржува во се што работат. Како им се слушавме дома со фамилијата и им кажу, гледајте шуви овци има тука, гледајте шуви крави, какви фарми има, како воа, како тоа. И на крај жена, па дој си на крај, вие ќе се направиме фарма, ја ни стој, ни чекај. Завршување со договорот со кај што работев, со тој дечкото, газдата, тој македонец. И викам, јас си одам. Што ќе правиш у Македонија? Ќе чувам овци, Земо. Абе, Земо, бе, ти иди у доктор, ти си луд, си иди франака плата, узимаш овде, ти знаеш и колку е тоа пара. Ма Земо, ако оче и 600.000, ја идем куќи. Сакав да го применам тој нивниот систем. Еве полека се трудам колку можам и ќе ги убедам и другите сточари дека можат вака на вој начин да се чува стока и да го зголемуваат стадото. А од пашата веќе нема ништо. Гледате дека веќе се е узурпирано. Паша нема, климата е изменета. Кај нас годинава среќа вака што е малку еве зеленило као у Швајцарија, да речеме. Дали мене ме посака Господ вака што е годинава што се зафатив со стока. Дали, ама може би до година ќе биде суша. И еден месец-два само ти што ќе искористиш за тој месец-два. Овците од расата Аса веќе неколку години се присутни во македонските фарми. Веќе се добиваат почетните резултати. Иако можностите за млекопроизводството се многу поголеми. Фармава постои веќе година и пол. Оваа раса е Асав, чистокрвни. Ги купив тука од Македонија. Јагниња 50 комада ги земав. И сите женски јагниња си ги оставив, сега моментално имам околу 100. 2 кила е просек. А има исто од истата раса, даваат и по 3. Се трудам колку можам храната да ја погодам. Една овца да дава 2 литра, треба да бидеме горе-доле задоволни. Од 100 вакви мазни овци, вие да имате на ден по 200 кила млеко. Со оваа храна ја што дам.
Па тоа се, ја израчунете сами, колку пари се тоа, 6 месеци правиме мувет во годината да ги мазете. Горе-доле, сум задоволен, плаќањето е 2 пати во месецот, така да немаме никаков проблем. Цената е 60 денара за литар и 7 денара за литар предадено млеко, земаме субвенции од државата. Тоест, јас уште не сум земал, меѓутоа мерката е таа. Се надевам дека оваа влада дека ќе си достоат на зборот и дека ќе го испочитуваат тоа што го кажале. Ја мислам дека со 200 овци дека комотно може да живее и да си плати и човек да си има тука, не да ги пасенарите. Да се разбереме, тука за во штала. Ако има фамилија, мислам со жена, со деца да си работи фамилиарно, нему ни требаат вработени. И што е најважно? Се олеснува работата. Нема потреба од овчари. Тука се покрај куќата каде што за постојано се преселиле Велче и сопругата. И друг момент што ретко го среќаваме по другите овчарски фарми е машинското мозење. Машински се мазат, јас си ги мазам и сопругата и одим и на работа по двајца. Еве, искрено кажувам, мене не ми е тешко. 4 са вајле станувам, ќе завршам се, си одиме на работа. Во 3 се враќам, сега пак ги мазам. Дури имам време на поручек малку ако сакам да ги пуштам и да прошетаат. Не само морална поддршка, туку и конкретна. Во работата се вклучени и двете ќерки. Заедно со мојот татко, со мајката и со сестрата, ние сме на нашата фарма, што многу одамна постои благодарение на мојот дедо, па ние сакаме да се продолжиме таа традиција, меѓутоа со друга раса на овци. Не праменки, туку овие се асав. Овие машини овде ние сами си ги набавивме. Уште од самиот почеток ни е машинско мозењето. Може би затоа тоа представува како една олеснителна околност за да се нафатам јас, нели, како девојка да работам оваа работа. Нормално немам срам затоа што навистина ги сакам животните, овците поготово, јагнињата. Млекото го откупуваат Бучан Козјак млекарата. Го ставаме, нели, нормално во лактофризер овде. Доаѓаат си го зимаат. Јас инаку сум вработена во образование, работам како логопед. Завршив на медицинскиот факултет во Скопје. Јас стакам струката, исто децата и животните, нешто што навистина најискрено и најчисто и најхумана професија пред се. Овде си ги имаме ние сите услови, имаме вода, имаме струја што е најбитно. Може да се случи да снемаме, меѓутоа си имаме, нели, агрегат за тоа што нас не е потребен со оглед на работата. Многу би ми било драго доколку би можеле, нели, да добиеме нешто плюс помош, да кажам, со оглед на тоа што, нели, сега има ИПАР фондови, субвенции нормално навремено да се пуштаат, затоа што како што гледаме сега, ние се уште сме нови во овој бизнис, да кажам, навремено пуштање на субвенциите, исто и механизација, нови стандардизација на шталите и се да биде, нели, во најнов, да речам, посовремен стил. Доколку владата ме поддржи, нели, во сето ова што е, пошто мене овие штали ми се сите легализирани. Честово е во градежен регион, имаме дозвола и за градба и за реконструкција на шталите. Патот ми е тука, струја, вода со канализација, спремни сме, значи, се што сум за работа, јас си ги инвестирам. И полека, и си живееме, и воа ми е место едно како разонода. До сега немам ништо искористено, ако верувате, ништо. Ни субвенции немаме земено, ништо. Пошто лани беа како јагниња пријавени, нели знаете мерката како е за постаро јагне над 1 година, тогаш даваат субвенции. А во план сме оваа година да пробаме да видиме која мерка, оваа што беше сега што помина за млад земјоделец, не ја исполнуваме. Барањата не ги исполнуваме ради тоа што сме со сопругата постари, по 48 години имаме. Наредно што ќе следи сега, ќе видиме што ќе се отвори и сакаме да искористиме нормално, мислам, јас секако ќе инвестирам. Меѓутоа, ако ми помогнат, владата ако ми помогне, би го направил тоа, пример, за година или 2. А ако го чекам сам, земи млеко, продај, да чекам јас пари од млекарата, нели, да ми дадат па да инвестирам со мој, тоа ќе треба може 7-8 години да го реализирам. Немаме ни земја на наше име. Немаме ништо. Сакам да видиме да земеме и нешто земја. Ваа година сме се накупено, се од џеб. Какви се плановите за воиднина? Дали се уште се размислува за животот во Швајцарија? Ако сакам сега, уште утре можам да се вратам пак и во Швајцарија или во Германија или зашо. Знаете дека едино во нашава држава сега моментално што видов дека има само од оваа пари. Иднината е во производството на храната.
Еве гледате си да се жалат по пазарите. Патлиџаните биле скапи многу. Млекото било скапо. Да, скапо е. Ајде да ги броиме у Велешко, еве 50.000 жители, колку фамилии имаш одгледуваат стока. Светот не е тоа. Тука се каменот си тежи на местото. Тука е убавината. Со своји луѓе да си бидеш околу тебе обкружен. Има ли поубаво децата да си напредуваат? Сум размислувала за селски туризам. Навистина, местото овде не допрена природа е ова. Мислам дека тие што еднаш ќе дојдат, ќе побараат да дојдат и втор пат. Може би некои бунгалови, нешто така да се направи некоја инвестиција, меѓутоа засега не. Природно довсега поможност и сами ако знаат дека доаат да се измолзат и нека си направат. За мене предноста е тоа што навистина ова е чист воздух, животот е навистина здрав, се храниме здраво. Млекото е исто што го пиеме, јас си го пием без проблем, месо, се е природно. Тоа навистина ми се допаѓа, воздухот што го дишиме овде во нашето село во Новачани, многу е чист, за разлика од градот. Гужва е, хаос е, за Скопје веќе да не зборувам. И навистина предноста е што овде е мирно, тивко, чисто. За жал, еве, јас не познавам некој така, многу ретко некој од моја генерација активно да се занимава со ова. Ете, може благодарение на татко ми, на мајка ми, на дедо ми, јас да се занимавам со ова и едноставно љубовта кон животните си го направи своето. Јас го гледам ова како семеен бизнис прво и основно. Бројката околу 200, мислам дека и не ми ни требаат повеќе. Ја имам и таа идеја за рурален развој, за тука за туризам, за бугалови нешто да се наместат, меѓутоа тоа е, мислам, ако се прави треба стварно да се направи, ќе ми треба инвеститор за тоа. Семејството Црвенови го препозна она што и нашите предци го воочиле, уште од старите времиња. Храната е се, здравието е се, воздухот што го дишиме, убавината и зеленилото што го гледаме. Сликата на питомите и држливите овци се она што македонското поднебје го создало, а ние треба да го препознаеме како потенцијал за добар живот и за работка. Овој пример во Новачани е потик дека може да се успее, доколку се сака, но и државата да ги препознае можностите, да се најде начин да се задржат младите во руралните средини, да запре иселувањето, но и да се сопре миграцијата село-град, да дојде до пресврт од град во село. Можно е, да, но да се најде вистинскиот начин, порачуваат нашите домаќини. Месечно над 500 евра трошеа земјоделците за плаќање на струја за системот за наводнување капка по капка, а сега со помош на сончевите панели тие трошкови се нула, како што велат. Има многу предности, имаме сонце, имаме убавина и не само во овој дел во Преспа, секако дека вакви станици каде што се користи сончевата енергија, поврзани со пумпи, ќе се овозможи и заштеда, а конкретно и во Струмичкиот или во другите региони каде што се користи нафта, бензин и други горива. Да влегува паметното земјоделство со помош на европските проекти преку Македонската развојна фондација се добиваат и конкретни резултати. Користење на сончевата енергија за добивање на енергија која што го движи овој систем за наводнување. Европските проекти во земјоделството значат многу за земјоделците, а овој пример на конкретна помош, инвестиција во обезбедување енергија за испомпување на вода за наводнување на еколошки начин е спас и заштеда на време, велат тие. Добивме проект од преку МРФП и Европската унија за паметно наводнување Агросмарт. Со тоа добиваме заштеда на електричната енергија, на горивата нафта и бензин, за да ги извршиме наводнувањата во овошните насади. Порано плаќавме, да кажам, за еден хектар од прилика околу 30 до 40.000 денари за цела сезона за вадење, а сега ќе плаќаме 0 денари. Да го намалиме трошокот на чинење на единица килограм јаболка. Крупниот буџет беше 2 милиони, ние финансиравме 25% од прилика. Така да благодарност голема. Мислам дека сите ќе имаат бенефит,
нека додат, нека видат и другите земјоделци како, значи без струја, што да кажам. Да проектот ни овозможи 22 да искористиме, тоа е за сите задругари да ги комплетираме, да се сите покриени, целата задруга сите да имаат по еден сет ваков систем. 3 панели, потопна пумпа, кабел, сонда за ако снема вода, зависно од бушотината дали е добра или не е добра и така. Длабочината зависно од местата од местоположбата од 8-9 метра до 50 метра длабочина. Исто така добивавме за да го добиеме овој проект, имавме поднесено документација до Министерството за животна средина, до кое ни одобри да ги користиме бушотините. Пумпата си е монтирана, штелована, така да сама кога ќе снема сончева, кога ќе снема, да кажам, сонце, за саме се ќе се угасни, другиот ден кога ќе дојде сонце, сама ќе се пушти и така да немаме проблем. Навечер би можело, меѓутоа тоа треба да направиме со акумулатори во иднина. Како што сами гледате, како што сами слушате, 5 дена од минус 11 до минус 5. Досега и најстарите земјоделци што се занимаваат со земјоделие, со јаболкопроизводство, не паметат ваква, да кажам, катастрофа. Што ќе биде, како ќе биде, не знаеме. Ние што можевме, што беше во наша корист, што беше во наше домен, го направивме. Кој со антифрост систем, кој со третирање хемиско, не знаеме уште да кажеме, меѓутоа наши проценти над 90% имаме штета. Некој постари насади, можда некој што не беа доволно обработување, можда нешто од тие, така да меѓутоа ќе видиме, ништо не може да кажеме. 2 годишен насадот, па планираме од наредна недела да ставаме и противградна мрежа. Може да потврдат и другите членови дека ние сме само за задруга, здружени, можеме да успееме. Механизација горе долу имаме сите, одредени членови од задругата може нешто ќе немаат ситно, ќе тоа ќе ги обслужиме чим имаме можност. Меѓутоа малце сега треба да се собериме на едно место, да имаме производ и сега во овој период со ладилник. Наредна идеја ни е откупно-дистрибутивен центар. Чекаме повик од Министерството на земјоделие, чекаме повик се надаваме од Македонска развојна фондација, од МАЗ, така да тоа ни е идејата. Меѓутоа до кога ќе видиме. Многу сонце, а се чини мала искористеност во земјоделството. Најчест пример за поврзаноста на сонцето и земјоделството е непромисленото поставување на сончевите панели на плодно земјиште. На луѓето кои што сакаат брза заработка и знаат како да го направат тоа. Овој пример е позитивен. Сончевите панели се поставени на куќерка со друга цел: заштеда на финанси, добивање квалитетна вода, здрави плодови и заштита на животната средина. Онаму каде што опстои црешата, се бере не онака очекувано како што требаше да биде родот. Знаеме дека измрзнувањето влијаеше. Во Богданци и Струмица исто имаше и град, значи плодот не е чист, праски нема, кајси нема, јаблока ќе видиме, сливи исто така во Радовишко скоро да нема. За оваа тема говоревме и во денешнава емисија, но земјоделците не очајуваат, туку напротив, еве гледаме нов насад со праски, бидејќи знаеме праската имаше добра цена и е наш извозен бренд, особено порано во рускиот, а сега и украинскиот пазар и тие подалечни земји, но може би се отвара интересот и за арапскиот свет, за Блискиот Исток. Сето тоа треба да се организира за да нашето македонско овоше, па зашто да не и зеленчук и другите производи се продаваат и на овие пазари. Тоа го бараат и самите земјоделци кои што беа застапени во денешнава емисија за земјоделците Аграр, бидејќи токму тоа е и намената на оваа емисија. Да ги слушнеме земјоделците, нивните проблеми, барања, но и реални состојби. Некои велат и да не се жалиме толку, сепак е подобро, но напоменуваат дека цените постојано ќе растат, бидејќи и трошоците. Треба да се преземе нешто за да имаме стабилно домашно производство, кое што е наменето и за извоз, но и за домашниот пазар. Тоа беше се за денешнава емисија. Останете со здравје, се гледаме само за 7 дена. Довидување.